Обука за овчари и мандраџи се одржи за членовите на овча полка Праменка, Еко овча полка и Сдруженијето Шари. Практично тестирање и развивање на моделите за обука за традиционално производство на сирење беше главната цел на обуката за овчари и мандраџи. Да создадеме вештини луѓето да произведуваат стандардизирани овчи производи. Стандардизирано јагнешко месо, стандардизирано овчо сирење од Праменка овче полка и планираме наредна година ова обука да биде во континуитет. Иначе прво почнаме модерни вештини за менеджмент, пренесување на знаење, вештини, вежба колегите, ги анализираме сите проблеми во овчарството, анализираме зошто младите не доаѓаат кај овците или млада генерација, посебно дамите посветиме внимание. Благодарение на добрата организација имаме присуство на 4-5 дами тука, што мислам тимски работиме, благодариме на сите, многу успешно мислам, еве и они ќе кажат дека беше. Прво работиме анализа на пасиштата на храната. Исхрана на овците во период на молзење е многу битна за да има во континуитет и количина и квалитетно млеко. Друго што работиме зошто праменката се разликува од другите. Имаме тема дека млекото е посебно, со посебен вид на бактерии, со посебна микрофлора што му дава шмек на сирењето. Тоа е буквално географската одредница и брендот. Анализа правиме на планинските пасишта, затоа што овците ги одат на планина да пасат, да имат доволно вода, доволно земја. Анализираме зошто треба машинско молзење. Тука покажавме дека имаме веќе припремано за машини, затоа што го олеснува процесот, воведува нормирана исхрана кај овците и уште едно создава високо квалитетно млеко кое е предуслов за добри млечни производи. Овој широк процес ќе тече во континуитет. Цел им е да акредитираат 8 модели за обука на овчари и мандраџи. Финалното на ова обука би било негде септември, ќе имаме промоција 3 дена на сите овие што правеа сирење тука и на нивните фарми, ќе донесат некаде во Скопје, дали ќе биде во Веро или во трговски центар ќе видиме, 3 дена за да го слушнеме и осетиме вкусот и мирисот на потрошувачот, што е господ на нашето производство. Значи, очекуваме добри, високи цени, високо квалитетни и безбедни производи. Дел од оваа обука беа 15 на учесници. Тие се здобија со сертификат за учество на оваа обука. Новоформираната задруга Шари беа дел од обуката за мандраџи и овчари. Бевме тука неколку и ни беше добро и имаше многу потреба ние да бидеме тука дел од овој проект, бидејќи навистина сега има модерното сточарство, има потреба од обука, од вакви обуки, за да луѓето да бидат подготвени за да бидат дел од овој живот. Овој проект не само што беше првиот чекор за започнување на можеби многу други проекти, бидејќи сите заедно како здружени добивме многу идеи, решававме и ги изложувавме сите наши проблеми поединечно што ги имаме. На крај се сведовме на заеднички проблеми што ги имаме сите како одгледувачи на овци. Од друга страна, значи, ако кажам како млад земјоделец, една основна работа што ни е потребна се огромни инвестиции за одржливост на едно семено земјоделско стопанство. Потребна е огромна инвестиција за да се започне, значи, одгледувањето на овци и мислам дека ретко кој може од старт да си ја дозволи таа инвестиција. Тука ни е потребна огромна поддршка од страна на државата, од страна на Европската унија и овој проект е една огромна мотивација за нас за да започнеме, значи, уште поинтензивно да работиме. Исклучително добар впечаток и добар проект на кој го е проектирал овој проект. Така да, дај Боже нека продолжи, нека има вакви обуки не само за мандраџи и за овчари и за сите други дејности така во Македонија. Луѓето што беа ни тука како на пракса на обука, некои заинтересирани луѓе кои се сакале, дошле, виделе што, како се работи, некои работат со тоа, имат искуство. Оваа обука се спроведе во Крива Паланка, која траеше 4 дена.